Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините во вечерашното издание. Нови пораки од Европската Унија и од НАТО. Договореното мнозинство во парламентот мора да се почитува, а вербалната агресија да стивне. 360 степени во Брисел, изворно со ставовите на шефовите на европските дипломати и на раководството на НАТО за состојбата во Македонија. Дали борбата за правата ја истисна борбата за правдата? 360 степени анализира. Може ли двата процеса да успеат истовремено? И користиме исклучиво англиските, оригиналните изданија, но за оние кои имаат проблем со англискиот, да, на час, колку и да звучи тоа иронично, го толкуваме македонскиот превод. Проектот за 1000 стручни книги од странство изгубен во преводот и во сомнежи за корупција. Тетовската фирма Арберија. Таа се појавува како донатор на партијата, од друга страна добива милионски тендери во Министерството за образование. Има ли некаква поврзаност? Како прво, не знам дали Арберија дизајн е донатор кампањите на ДУИ. Како второ, тендерите значи се отворени. Ова е сликата од македонските затвори во 21. век. У затвор не има условни ни 0%, не 1%, ни 0%. Речи си и да нема седмица без смртен случај. Зошто никој не презема одговорност? Веќе знаете дека саботажата е неизоставен дел од нашите изданија, така ќе биде и вечерва. Почнуваме по кратката пауза. Вие сте со 360 степени. Во очекување на следните чекори од политичките актери во земјава, денеска од Брисел, од седиштата на Европската Унија и на НАТО, уште еднаш беше порачано дека мнозинството од 67 пратеници во собранието мора да се почитува и дека Ѓорги Иванов треба да му го додели мандатот на Зоран Заев. Западните партнери го анализираат и однесувањето на Русија во актуелните настани во регионот и имаат порака и за официјална Москва. 360 степени е во Брисел, таму е нашиот Владимир Мирчевски, кој изворно ги пренесува последните ставови на Унијата и на Алијансата. Тој денеска разговараше со дел од шефовите на европските дипломати и со представник на раководството на НАТО. Нови јасни пораки за Македонија и за Западниот Балкан стигнуваат и денеска одовде од Брисел од собирот на шефовите на европските дипломати. Унијата останува посветена на регионот, но и регионот мора да покаже во пракса дека се залага за основните европски вредности, демократија, владење на правото, слободни медиуми. По Германија, Велика Британија, денеска и Холандија се приклучи во повиците до релевантните политички актери во Македонија дека треба да се почитува парламентарното мнозинство договорено меѓу СДСМ и партиите на албанците. Во изјава за 360 степени, холандскиот министер за надворешни работи Берт Кундерс побари намалување на тензиите и, како што ги нарече, вербалните агресии во земјава. How do you see current political situation in Macedonia, and what is your assessment of the solution of the crisis? Well, we are very concerned with the situation in Macedonia. The Netherlands is a great friend from your country. In the end, this has to be decided in Macedonia itself. But I think there has to be respect for the parliamentary majority. And I think it is important really to underline that this has to be done without any verbal aggression in the country. I think really this has to lead to a solution in Macedonia itself. We are very open to further opening up of Macedonia to Europe and to NATO, but this has to be settled, I think, in a peaceful manner. Still ruling party Vumra Dupuman pushes for new early elections in Macedonia. Well, it's not for me to comment on each position of each individual party. I just say there is a parliamentary majority. It's up to the Macedonians to decide on this. But we are worried. There is a lot of verbal aggression in the country. I think this has to be resolved peacefully, and I would really call on all parties to do it in a peaceful and democratic manner. I think that's very important. What are the options for us in terms of pressure? We saw, and the last time there was a big crisis, the Europeans got very involved. What are the options on the table for us? Well, we are going to discuss it today, and I think it's important that we show unity as the European Union of the need for Macedonia to respect democratic principles, parliamentary majority and the peaceful resolution of conflict. I will not obviously give details of what one minister or the other has said, but I can tell you
that in general terms, all the ministers were backing strongly the messages I've expressed in Skopje, by the way that I expressed in my meetings with the President, with all the political leaders, but also publicly, not only on behalf of the European Union, but also on behalf of NATO Secretary General, as you know. How worried I am, but I'm trying to learn to move beyond the worries and see the potential for solving institutional crisis, political crisis. I believe that what Skopje is facing today is still a political and institutional crisis. My main worry is that this turns into an interethnic crisis. This has been the main message I've passed to those that have political responsibilities in the country. Don't play with fire, don't turn this into an interethnic confrontation that would ruin the country and probably spread further beyond. I believe there are instruments. First of all, the wisdom of the President, and second, the capacity of the Parliament to proceed, for instance, by electing a speaker, I imagine, or deblocking the situation so that this institutional and political crisis can be managed with the instruments that Skopje has, without interferences, but it's only normal that friends care about the state of play and the future of partners. Могерини уште во Скопје порача дека не смее да се дозволи состојбата во Македонија да прерасне во меѓуетнички, но и геополитички конфликт, алудирајќи на можна инволвираност на Русија. Кон оваа теза, денеска се придодаде шефот на британската дипломатија Борис Џонсон. Еве ја неговата порака во врска со актуелната руска улога и односите на Западот со Москва. Hi, good morning everybody. Let's be very clear, Russia is up to all sorts of no good. They are, I'm afraid, engaged in cyber warfare, they're engaged in undermining countries in the Western Balkans. You saw what happened in Montenegro, to say nothing of Russia's actions in Ukraine, which are, as everybody knows, completely unacceptable. So point number one is to get that message across to the Russians. They've got to change. They've got to show that they can be trusted again. And I think that's very, very important. But it's also important to stress that we are not in a new Cold War with Russia. Neither the UK nor our friends in the rest of the EU, nor in Washington, is there any appetite for a new Cold War. So it's vitally important that we try to engage with the Russians, we try to understand where they're coming from, and we try to shape their policies and help them onto a better path. За наметнување на Русија на Балканот, но и за тоа како НАТО во овој момент на сериозна политичка криза ја перцепира Македонија, разговара со Алехандро Алвар Гонзалес, помошник на генералниот секретар на Алијансата за политички прашања и безбедносна политика. Тој е практично трет човек во хиерархијата на Алијансата, а разговорот со него денеска во седиштето на Алијансата во Брисел следува по минато неделната јасна порака од првиот човек на НАТО, Јенс Столтенберг, кој го повика председателот Ѓорѓи Иванов без одлагање и условување да му го даде мандатот на Зоран Заев. Sir, first of all, thank you for your participation in today's edition of 360 Degrees. May I ask you, is Macedonia, having in mind current circumstances and political events, becoming a risk, security risk for the region? No, I don't think so. Anyhow, when emotions run high, I think it is the time when we have to ask the political leaders to shoulder their responsibility and avoid confrontation, avoid ethnical tension, promote dialogue, and look and work for the benefit of all the citizens. But to your question, I would answer that we do not think here that it is a risk for the region. How do you see the situation solved? Do you have any idea on your mind in what way should the country move? Well, I think the ideas are basic. When you're talking of a democracy, there is always a toolbox, and in the toolbox you will find two basic instruments. One of them is respect for the democratic process. The second is respect for the rule of law. In the case of your country, I would add one more, and this is the full implementation of the Presino agreements. I could even say that these are the principles
that NATO has been defending along the years, respect for democratic principles and procedures. This is therefore what NATO does, what we expect our partners to behave like, and these are the words that in a way or other were mentioned by the Secretary General of NATO a few days ago when referring to the former Yugoslav Republic of Macedonia. In the past, NATO was very much engaged in the Balkans, in the region. Is the alliance still committed to the countries of the region, having in mind that there are still pending issues, let's say Kosovo and Serbia, Macedonia name issue with Greece? There are pending issues, no doubt, but I also do think that there are good stories that we should tell. Some countries have reformed in a way that has taken them to be members of NATO or the European Union. There are other problems in some other places, it is true. But in any case, answering your question, we do follow very closely the situation on the Western Balkans. A proof of it is that the Secretary General of this organization went to Bosnia-Herzegovina and visited KFOR not so long ago. So we do. We are in fact helping to implement some reforms in some of the countries. We are present. We believe it is an important region for the stability of Europe and the Euro-Atlantic region, and it is our project to be there as long as we are thought of any use by the citizens of the region. Are you more assured of the future of the alliance of NATO after the latest statements that came from the new US administration? And do you think that NATO has its role to play in the future, that it's not only a tool, Cold War relic, as Russia said? NATO has a 70-year-old history. In those 70 years, it has been an extremely successful organization based on a treaty that has as its main goal to defend, to ensure its defense and security in a democratic context. And as I said, it has been successful in doing so, and it has also been successful in adapting to different circumstances. And this is what we are doing right now. The challenges, the risks have changed along the years, and we are adapting right now to different situations. Terrorism in the south, to give you an example, or a more assertive Russia in the east. NATO is therefore an organization that is fulfilling its not only its commitments but its duties, which is useful for the security of the Euro-Atlantic region, that has been able to adapt, and therefore that has a place where it can stay, creating confidence and trust among among the countries that do conform it. Thank you. Thank you. Како овие јасни пораки ќе се преточат во евентуални други конкретни чекори на Европската Унија и НАТО? Можно ли е поробусно нивно присуство во Македонија ако кризата потрае? Одговорот ќе стигне во наредните денови и седмици, но едно е јасно. Алармот е вклучен и ЕУ и НАТО се во полна приправност. Од Брисел за 360 степени, Владимир Мирчевски. Од Брисел се враќаме во Скопје, но остануваме на истата тема. Никола Груевски е еден од 17 темина новоосомничени во случајот Титаник, во кој СЈО води истрага за злосторничко здружување заради криминализација на изборните процеси во минатото со цел останување на една партија на власт. Но иако станува збор за сомневање за кривични дела од човекот со најдолг премиерски стаж во Македонија, јавноста се засити од веста за само 2 дена. Причината е доминацијата на другите политички теми. 360 степени вечерва го реактуализира прашањето кое е во сршта на кризата во Македонија. Докаде е СЈО? Уште колку време има за поднесување обвиненија? Колку од одолговлекувањето на процесите е токму игра против СЈО? Дали е можно процесот за враќање на правдата да се врати високо на агендата? Александар Димитриевски. Пред една година и еден месец во простории во зградата зад мене специјалното јавно обвинителство ја објави првата истрага под името Титаник. Тимот на Катица Јанева процени дека има доволно докази дека поголем број лица од владеачката гарнитура ги криминализирале изборните процеси. За случајот, медиумите известуваа со недели, во најситни детали. Новинарите буквално кампуваа до утринските часови пред судот, зградата на СЈО,
и на сите места каде можеа да добијат барем една реченица од засегнатите страни. Минатата недела, специјалното јавно обвинителство објави дека ја проширило истрагата за Титаник. Од 17 новоосомничени, 5 се сметаат како создавачи на групата. Иако неофицијално, првпат како осомничен во оваа истрага се спомена името на Никола Груевски, информација која не ја демантираа од неговата партија. Медиумите и овој пат известуваа за настанок, но интересот спласна за 2 дена. Дали македонската јавност го изгуби од фокусот она што беше сршта на кризата, расчистување на сите сомневања за злоупотреба на власта? За оваа дилема разговарав со универзитетската професорка и колумнистка Ана Чупевска-Станишковска. Изгуби ли јавноста интерес за расчистување на сите сомневања за злоупотребата на власта во Македонија или пак оваа тема едноставно е потисната од друга тема? Не верувам дека темата изгуби на важност, иако впечатокот ваше во ред, во смисла дека преокупирани сме со платформата за сметка на темите кои што ја поттикна оваа криза, а тоа се прислушувањата, сериозните овие кривични сомневањата за сериозни кривични дела извршени од страна на високи државни органи, масовните повреди на човековите права, прислушувањето на 26 од околу 26.000 лица без налози во процедура и во крајна линија ова второво како да се занемари на сметка на првото. Овие две теми не се исклучуваат една од друга, од причина што поради тоа што каков што е нашиот политички систем, такви ќе бидат и меѓунационалните односи. Практички меѓунационалните односи поради тоа што системот е нефункционален, стануваат негова жртва. И од тука до некаде и двете теми стана истовремено релевантни и нам ни е сега малку тешко да ги конотираме двете со подеднаква важност. Како паднавме во таа замка, но и дали може сега овие две теми паралелно да се решаваат со еднаква важност? Оно што мене ми е интересно е дека кризата кога почна и во самиот извештај на Прибе не беше забележана ниту една ставка која што се однесува на мултиетничките односи. Меѓутоа, пак ќе речам, мултиетничките односи, како и меѓучовечките односи и како човекот воопшто во нашето општество, се станаа жртва на деформираниот политички систем. Инаку, од барањата кои што се содржани во платформата за кои што ние разговараме, или паралелно со овие важни прашања, другиве, се легитимни, меѓутоа, според сите наоди современи, они се единствено можни во една функционална либерална демократија, дека доколку немате, доколку немаме ние функционална либерална демократија, институциите кои што би требало да ги реализираат сите права, вклучувајќи ги колективните, индивидуалните, општите човечки права, не би можеле да одговорат соодветно доколку они го немаат елементарниот демократски капацитет кој што е неопходен на земјата во овој момент, а кој што пред се треба да се започне со едни реформски потези, поточно по овие препораките што се содржани во извештајот на Прибе. Времето на СЈО за покренување обвиненија истекува во текот на јуни и нема најави дали и како ќе им биде продолжен мандатот за да ги истражат сите потенцијални случаи. Очекувано е тимот на Катица Јанева да се обиде да процесуира што повеќе предмети до истекот на рокот. Логично е тоа да бидат оние кои веќе се во фаза на истрага, што во исто време значи дека не треба да се очекуваат огромен број нови обвиненија покрај двата предмета што се веќе во суд. А предмет кој најдолго е во истрага е токму Титаник. Неофицијално новите осомничени веќе од следната недела ќе почнат со искази или увид во доказите кај Катица Јанева. Јавно е познато дека фокусот на истрагата сега се финансирањето на партијата и донаторите. Оттаму може само посредно да се заклучи дека СЈО се сомнева во вистинскиот извор на парите од донациите на ВМРО ДПМН. Зашто по закон одговорни се сите што ги потпишували сметките и финансиските извештаи. Дали тоа го води лидерот Никола Груевски на врвот на злосторничкото здружување што го истражува СЈО? За одговор нема да се чека многу долго, бидејќи и нема уште многу време за евентуално
покренување обвиненија. Ова беше анализата на Александар Димитриевски за околностите во кои работи СЈО. Сега ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе гледате. Ги користиме исклучиво англиските, оригиналните изданија, но за оние кои имаат проблем со англискиот, да, на час, колку и да звучи тоа иронично, го толкуваме македонскиот превод. Проектот за 1000 стручни книги од странство изгубен во преводот и во сомнежи за корупција. Литовската фирма Арберија. Таа се појавува како донатор на партијата, од друга страна добива милионски тендери во Министерството за образование. Има ли некаква поврзаност? Како прво, не знам дали Арберија дизајн е донатор кампањите на ДУИ. Како второ, тендерите значи се отворени. Ова е сликата од македонските затвори во 21. век. Во затвор не има условни ни 0%, не 1%, ни 0%. Речи си и да нема седмица без смртен случај. Зошто никој не презема одговорност? Гледате 360 степени. Проектот за превод на 1000 стручни книги од странство од кои би се образувале студентите во Македонија го следат многу контроверзии и во врска со квалитетот на преводите и за тоа како се трошат и делат државните пари за таа намена. Проблемот со кој се соочуваат професорите и студентите во обидите за дешифрирање на преведеното веќе натера дел од универзитетската заедница отворено да го крене гласот против и да побара укинување на законската обврска овие книги да бидат задолжителна литература на факултетите. Проверката на тендерите за превод и печатење на овие изданија пак открива концентрација на парите во исти фирми и доделување милионски суми, например, на компанија која била донатор на ДУИ. Петар Клинчарски го отвора прашањето: потребна ли е темелна стручна, но и финансиска ревизија на проектот? Колкава и каква е разликата од хуманистички до хуманитарни науки? Постои ли наука без вредност? Како истражувачите се претвораат во судски истражители, учесниците во учествувачи, а информаторите во информанти. Нови зборови, нелогични фрази и лоши конструкции на реченици, буквално изгубени во преводот. Несоодветното пренесување на значењето од англиски на македонски јазик, понекогаш и со помош на Google Translate, може да се прочита во книгата Етнографија, дел од владиниот проект, превод на 1000 стручни и научни книги, од кои студентите стекнуваат или би требало да стекнат знаење. Јас конкретно решив да им ја нудам повторно англиската верзија, што не враќа на самиот почеток пред да почне да се реализира овој проект, бидејќи ние пак сега во одредени ситуации ги користиме исклучиво англиските, оригиналните изданија. За среќа повеќето од студентите можат да читаат на англиски, но за оние кои имаат проблем со англискиот, да, на час, колку и да звучи тоа иронично, го толкуваме македонскиот превод. Многу сериозен проблем кој што постои во овие преводи, во тие катастрофалните, а тоа е извитоперување на авторскиот израз. Овие автори сигурно не би се потпишале на текстот преведен на македонски јазик, бидејќи просто тоа веќе не е нивниот текст. Идните антрополози со преводите на странските наслови добиле ново звање – антропологисти. Веста за нови книги ги израдувала абсолвентите на институтот Дамјан и Ангела, но за кратко време се соочиле со разочарување. Од книгите наместо да учат, ги толкуваат. Ние повеќе грешки откривме тоа што во таква стручна литература, теорија што има повеќе во незе, секоја грешка ја менува целата поента на реченицата и се губи значењето што било во оригиналната книга. Затоа ние моравме да ја читаме на англиски, што во оригиналната верзија беше многу тешко да се чита, како да читаш, не знам, некој странски јазик, само кој што нема смисла.
Не се обрнало внимание на претходно запознавање со материјата, барем во некоја основна форма. Немањето на стручна литература ми создаде на толку многу проблематична состојба и состојба на неприфаќање. Као јас ова не можам да го читам, зашто не ми е корисно. Подоцна среќавате и, не знам, различни преведени, односно се гледа дека постојат различни преведувачи на книгата кои подоцна како да е споена во едно. Институтот за антропологија и етнологија иницира повлекување на членот од Законот за високо образование, со коим се налага на професорите овие книги да бидат задолжителна литература. Имаат препораки и до преведувачите што во иднина ќе работат на слични проекти. Секој превод да има стручна редакција од најмалку 2 лица. Кога се носеа измените во законот пред неколку години, дел од академската јавност алармираше дека власта врши упад во автономијата, ја гуши академската слобода за избор на студиски програми и нивната содржина. Сепак, законската оврска за задолжително користење на преведена стручна литература остана. Професорката во пензија Билјана Секуловска-Габер укажува и на други проблематични аспекти. Во тие книги, вели Габер, ретко може да се најде годината и изворот, а кога ќе се види оригиналот, се доаѓа до заклучок дека во многу случаи тоа е веќе застарена литература. Таа има дилеми и за авторските права. Во случајот јас кога барав за статистика или за меѓународни организации и интеграции, во оригиналот на одредени книги имате CD-а, кои што можете да ги користите за одржување на вежби или на различни воркшопови. Тоа CD го нема во книгата која што ја имате пред вас и се прашувате дали воопшто, да кажеме, они се упатиле, се обратиле на издавачот за да ги откупат, да ја откупат лиценцата. Затоа што ако е откупена, тогаш е логично да го имате целиот пакет. Вакви пакети не постојат. Така да тоа се небулози со кои што се среќавате. Во проектот Превод на 1000 книги, насловите ги има и на албански јазик. 4 книги на албански за техничките факултети превели Јази Шеху, поранешен професор и продекан на педагошкиот факултет. Шеху ги користел книгите од македонски за да ги преведе на албански јазик. Поради нејасноти во одредени делови, бил принуден да ја користи оригиналната литература. Таков пристап требаше тимски да се поготово што се работи за научна литература, се работи за литература која што ќе се користи на високото образование, требаше да биде посериозен пристап. Се заради тоа што не може само јазичар овие да ги преведе, поготово да речеме овие науки, технички науки, природни науки, треба и професионалец да биде дел, а не може па самиот професионалец да биде преведувач. Тој мора да има и јазичар до. Јас имав таква среќа што мојата жена е јазичар, па се консултиравме цело време и околу таа работа. Милиони страници се испечатени без никаква ревизија на квалитетот и успешноста на проектот, чија реализација почна пред 9 години. За заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој доаѓа од ВМРО ДПМНЕ, прашањето за успешноста е апсолвирано. Сите овие учебници станаа задолжителна литература за време на студирањето, со што се елиминира можноста за сопствен бизнис со книги на професорите, можноста за условување на студентите со задолжително купување одредена книга, се овозможува наставната материја да се изучува исклучиво на мајчин јазик. Проектот дава исклучително високи резултати. Но министерот Биштар Лютфију, кој е од ДУИ, не мисли така. Тој има критичка дистанца кон проектот. И тие што веќе го имаат направено и преводот, сигурно си носат и одговорност. Ако тие си имат преведено, например, во лош аспект, сигурно ќе се одговорат и на тоа. Пред кого ќе одговараат? Пред Министерството за образование? Имате вие направено некаква анализа на самиот превод на тие книги, дали има добри, дали има лоши преводи, дали има пропусти кај издавачките куќи?
Па сигурно ќе се направи таква анализа, пошто јас имам 10 месеци што сум во оваа позиција и мислам дека е подобро и пред да се објават, да се направи некоја анализа, што да се проверат ако евентуално си има некои грешки, за да имаме време да ги поправиме тие грешки, а не после да се нуди на пазарот на трудот со грешки. Затоа јас сум за да се направи некоја анализа, некоја ревизија на книгите и да видиме кај сме, што сме и дали се толку квалитативни. И за преведувачите, ако евентуално не е тоа што го бараме, да си држат и одговорноста преку Министерството и преку јавноста. Но фактите покажуваат дека и во времето на овој министер проектот продолжил. Во јуни лани Пиштар Лютфиу потпишал договори во рамките на овој проект, тешки 3 милиони евра. Од нив, речиси половина, ги добила фирмата Арберија Дизајн од Тетово. Порано за основана дејност имала производство на плочи, цевки и профили на пластични маси, а подоцна приоритети станува печатењето. Додека Арберија сега добива тендери од ресорот кој го раководи Дуи, во исто време фирмата е еден од донаторите на оваа партија. Во финансиските извештаи на партијата, доставени до Државниот завод за ревизија, се наведени донации во десетици илјади евра од Арберија за Дуи, но и услуги што фирмата ги извршувала за партијата во време на избори. Арберија е добитник на тендери од ова министерство и за печатење и откуп на учебници за основно и средно образование. Добиваат ли тендери во Министерството за образование едните од главни донатори на партијата Дуи од кај што доаѓате? Конкретно би ја спомнал тетовската фирма Арберија. Таа се појавува како донатор на партијата во неколку претходни изборни циклуси, а паралелно од друга страна добива милионски тендери во Министерството за образование. Има ли некаква поврзаност? Како прво, не знам дали Арберија Дизајн е донатор на кампањите на Дуи, пошто Дуи за кампања нормално си плаќа некоја дизајнска куќа за сите овие работи во кампањата. Како второ, тендерите значи се отворени. Си бара документација и на крај си добива тој што ги исполнува условите. За секоја работа си има ревизија, мислам. Ако евентуално нешто не е во ред, сигурно и ревизијата ќе докаже дека тука има грешка. Но јас, како што сум информиран, до сега све е било објавено како што треба, со јавни набавки и мислам дека го добиено со поголемите поени како што се барат во документацијата. Апсолутен рекордер според добиените тендери во овој проект е фирмата Арсламина со седиште во Скопје. Од околу 17,5 милиони евра потрошени на превод и печатење странска стручна литература од 2009 до денеска, Арсламина добила речиси 11 милиони евра. Низ годините наназад, оваа фирма преведувала и издавала книги во договори со Министерството за култура, градски и национални библиотеки, промотивни материјали за Агенцијата за поддршка на туризмот, Македонската филхармонија. Од неодамна, на простор од 80 метри квадратни во строгиот центар на Скопје, ја отворија читалната Литература МК. Собствениците на фирмата се појавуваат и како собственици во други фирми, кои меѓу другото добиле локација кај Жена парк за барокна сендвичарница, работеле на медиумски кампањи за Агенцијата за катастар и спортскиот центар Борис Трајковски, како и за контроверзните кампањи на владата на тема абортус. Критиките не само што не го запираат проектот, туку тој продолжува. Надграден и проширен за 200 нови наслови. На денот кога ќе излезат од печат, ќе биде јасно дали и овие наслови ќе им се приклучат на веќе изгубените во преводот.
Фокусот на високата политика остава многу други важни прашања на маргините на јавната дебата, како претходната тема за преводите на странската стручна литература, која потенцијално може да осакати генерации и генерации дипломци, но и како темата што следува за состојбата во затворите во Македонија. Предупредувања за катастрофалните услови во казнено-поправните установи се појавуваат од време на време. На тоа предупредува и омбудсманот кој има пристап до овие институции, но состојбата не само што не се подобрува, туку речиси и да нема недела без вест дека починал некој затвореник. Зошто никој не презема одговорност? Истражуваше нашиот Хекуран Акифи. Familja e të ndjerit Mitat Sejdiu nga vaksinca, i cili vdiq në burgun e Idrizovës, kanë hapur konakun e tyre për ngushëllime. Mitati ishte i dënuar me 8 vite burg për trafikim me emigrant. Në vitin e 4 të qëndrimit në burgun e Idrizovës, Mitati ndërroi jetë në rrethana të paqarta deri tani. Митат никад не имал сериозни проблеми и сам се покажува и здравствена книжка дека Митат не бил болен никад. Митат осуден на 8 години затвор, веќе 4 години издржана казна. За тие 4 години у затвор не има условни ни 0%, не 1%, ни 0%. За тие 4 години Митат се жалија од игиена, од јадењето, од спиењето, за све што имал, значи најмално за човекот што го има, у затвор не има условни ни 0%. Значи ни да се тушира човек не има место. Тоест може да се деси пред 100 години. Mitati nuk është i vetmi person që ka ndërruar jetë në burgjet e Maqedonisë, që nga viti 2008 në për entet ndëshkuese përmirësuese kanë vdekur 76 persona. Rasti i fundit që ndërroi jetë ishte një i moshuar 66 vjeçar nga Strumica. Mungesa e mjekut kujdestar, kushtet e rënda higjienike dhe ushqim jo adekuat janë disa nga arsyet për çka shprehin revolt edhe te të burgosurit, por edhe tek familjarët e tyre. Mjek kemi, njeni është neuropsikiatër, ama ajo në pension vjen ashtu veç formalisht tash. Ose edhe një mjek e tjetër. Kujdestari nuk ka, për atë edhe njerëz këtu po desin po prishin mujtë këtë 2-3 veta. Edhe është shumë problem, me shkutet e mjeku tush me i kalu 3-4 dyrë të komandirave këtu që i kemi, për me e pyt, me shku, edhe kur shkoj poshtë atje, edhe e s'planon. Nuk mund të thot eja nesa, ati e i smut. A e thot nuk mund të eja mas 4-5 dite. Kush thot mas 4-5 dite, a e dhe po eja mas 4-5 dite. Të më gjithmonë e ke, kush e di se sa të gjithmut, ata mendojnë se njerë shkojnë atje dhe për të regojnë vetëm se vajna. Tu për vetëm se një buk në ditë që e marim, dhe në mbrëmje një jogurt edhe një verë, se tjelë në kështu nuk ha, ndështë edhe njerësit edhe kafshëve për shëtje e ha. Një përvojë të tillë kishte edhe ish zyrtari i drejtorisë kundër pastrimit të parave, Vanet Cvetanov, tani si koordinatori i Komitetit për mbrojtjen e të drejtave, thotë se një ndër problemet me të cilat ballafaqohen të burgosurit është mungesa e mjekëve. Лекарите се грижеа колку можат, но самиот факт што е премала бројката на лекари во тој период
беше пречка да биде овозможена здравствена заштита. Исто така морам да напоменам, превисоката цена на транспортот, кој што ја фактурира самиот притвор е некоректна, односно фактурата за едно транспортирање на лице од притворот до болница чини 12.000 денари. Човек да го транспортираат со хеликоптер нема да чини 12.000 денари. А за жал тие пари повторно не завршуваат во интерес на затворениците. И на претворениците, затоа што условите се уште се такви какви што се, лоши. Собранието на Република Македонија. Не вега кај 2 vite më parë, aktivistët për të drejtat e njeriut në Maqedoni ndërmorën një nismë me shka kërkuan ligj të ri për amnesti, ku për shkak të kushteve të rënda në përburgje u kërkua ulje e dënimeve për të burgosurit deri në 40%. И опозиција и позиција дадоа свој став, свое ведување на работите, каде што позицијата од власт кажа дека има феноменални услови, дека имаме нови капацитети во изградба, колку пари е донирано за затворите, но ништо од тоа. Прашање е управата за санкции, каде што располага со тие финансии, каде ги има потрошено тие средства. Me fluksin e madh të emigranteve që po tranzitonin nëpër Maqedoni, është shtuar edhe numri personave të arrestuar, siç ishte rasti me Mitatin, për transportin e emigrantëve. Ние ќе имаме уште еден обид за повторување на истата постапка, меѓутоа не преку граѓанска иницијатива, туку преку барање на еден од пратениците од власта, дали тоа би било од албанскиот блок или од македонскиот, да се достави предлог закон со тоа што овој пат предлог законот ќе биде изменет. Сите превозници на мигранти да бидат ослободени, бидејќи нивната казна, например, ако е минимална од 5 до 15 години, тие добиват 15 години, некој што се обидува своето семејство да го спаси со 50 евра, да ги покрие трошковите. Власта го затвори и го судува на максимална казна, без да се видат полесни околности, дали тоа лице е во добра здравствена состојба, каква е семејната ситуација. Një përgjigje rreth këtyre problemeve, si dhe leje për videoxhirim brenda burgjeve, kërkuam edhe nga drejtoresha e drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve, Lidia Gavrilovska, por as leje e as përgjigje nga ky institucion nuk morëm. Biseduam me ish-drejtorin e burgjeve të Maqedonisë, profesor Mitasim Beqiri, i cili na tregoi për shumë mangësinë e burgjet e Maqedonisë. Sipas tij, sektorët që veprojnë në kuadër të burgjeve nuk e bëjnë punën si duhet. Kam një bindje se organet e pushtetit, të cilët janë të kapura, më thënë që janë të ngujuara nga vetë partitë në pushtet, ose nuk dinë, ose nuk duan ta bëjnë punën e vetë. Nuk ka një kujdes serios ndaj këtyre institucioneve. Duket se këto institucione janë lënë mëshirën edhe të burgosrit mrenda, po edhe personat që janë duke punuar në institucione janë të lënë mëshirën e Zotit. Më thënë, nuk ka një interesim nga ana e pushtetit për institucionet penitenciare, për burgjet dhe për personat e dënuar. Mandi që ka ndodhë, është një fshehje me persona që janë të dënuar, po janë psikikisht smuhun. Ato vendi nuk e kanë në entin dëshkues përmirësues, po e kanë në entin edukues shërues psikiatrik. Ato qohen në ndërrije në Bardovës ose në Negorski Banji ose në Demir Hisar. Mirë për ne që ka bëjmë? Ne i mbajmë burg, kur vinë komiteti ose në një kontrol nga jashtë, atëherë i marrëm edhe përkohësisht i menjanojnë. I menjanojnë që mos t'i takojnë personat në fjalë në institucione. Ja, bëhen do dredhinat kësaj natyre, që nuk është mirë, kjo është problemi. Avokati i popullit, i cili është edhe i vetmi institucion që ka qasje në burgje, nuk deshi të prononcohet për 360 gradë. Ne nga ky institucion deshëm të dim se ku përfundojnë raportet vjetore mbi burgjet,
dhe sa ka ndikuar këto raporte në përmirësimin e kushteve në entet ndëshkuese përmirësuese. Burgjet e Maqedonisë për një kohë të gjatë janë të mbyllura për opinionin publik. As organizatat për të drejtat e njeriut, as mediumet, por as edhe studentët, të cilët në programet studimore kanë edhe vizitat në burgje, nuk po lejohen që të hynë brenda enteve ndëshkuese përmirësuese. Полека се движиме кон крајот на ова наше издание, но знаете, финалето секогаш е за Сречко Поповски и неговата саботажа. Да ја видиме. Излезен да ја спаси татковината и незиниот највисок законодавен акт, еден од црковните великодостојници, без никакво писмено овластување од Господа. Земајки си ја улогата на негов гласник, директно го посочи, лично и персонално, Ѓорги Иванов како Божји пратеник. Бог го избра да биде председател. Бог знае се што ќе се случи, драги мои. И затоа Бог ни го даде да биде и втор мандат, а ќе се молиме, ако е Божја воља, да остане понатака, бидејќи само со такви државници ќе ја сочуваме оваа наша македонска земја. Оние што барем имаат 2 реда прочитано од уставот на кој му се колнат, би требало да знаат дека Иванов, освен ако тоа навистина не е Божја волја, нема право на 3 мандат, а другите кои што веруваат во желбата на небесниот татко и немаат никаков проблем со слухот. Веројатно чуле дека дури и за вториот на Иванов не стануваше збор за библиска приказна, туку за штелуван триумф, според агендата на оној кој токму поради таа желба да биде мал Бог, сега е исправен пред лицето на правдата. Koliko je zapravo u ovom trenutku za vas problem specijalnog javnog tužiteljstva koji će se baviti kriminalom iz afere prisluškivanja? Naime, mnogi kažu kako ste vi protiv toga jer vas je strah uhićenja. To nema vrska s ova što se slučilo сега. Дека тоа навистина нема врска со тоа што се случува сега, гласно зборува молкот на подржувачите и оровоците на директорската револуција, кога нивниот протест ке се стави во корелација со вистинските причини за нивниот револт, за кој веројатно ни тие не се свесни, освен кога ќе бидат соочени со аргументи спротивни од оние кои се навикнати да ги слушаат. Мала група Никола Груевски и на криминалци што не сакаат да бидат слуга на Никола Груевски отколку на Џорџ Сорос. Сакавте да бидете смоквин листни, сега се спремни со тело да ги браните да не идат во затвор. И измислувате причини да не беше Албанската платформа, ќе беше името, ќе беа странски служби, ќе беше македонски манифест, ќе беше ГДОМ, ќе беше ГРОМ, ќе беше некој друг. Вие само барате начин како Никола Груевски да не иде во затвор. Таа хипокризија. Абе како во затвор? Ова иронична ситуација, кога збунетите стануваат уште позбунети, сепак ќе спасува еден од главните идеолози кој само навидум смирувачки неодамна го обелодени најбезволното сценарио според кое никој не треба да се секира за неочекуваниот расплет, барем не до 2019 година. Груевски не може никој да го притвори, затвори или неговата група да отери во затвор во наредни 2 години. И да ги суди и осуди, како се вика СЈО, и да ги брка по судови, бар 2 години се постапки. До тој момент тој е невин човек. Тие бескрајни калкулации и математики и за платформи и за дилови, и за протести и за револуции кои ја доведоа земјата до ова дередже, најпрецизно, наједноставно се објаснуваат низ примерот за демонстрациите против педагошкиот факултет во 90-тите години и актуелниот моментум. Универзитетот денеска работи, македонските професори предаваат таму на македонски, албанците предаваат на албанци. Албанија не креиравме голема Албанија. Тие што протестира во тој парк, минатата година ни правија притисок на нас албанците, ај сега и еден факултет, друг универзитет да ви креираме на албански јазик, мајка Тереза. Мисли, не го сакаме затоа што немаме потреба. А целта беше од тие активисти на ВМРО да се легализира Даме Груев. И на крајот, за една телевизија чиј гостин сосема случајно е директор на државна компанија чиј поранешен менеджмент СЈО го сомничи за незаконско работење и тоа баш со газдата на таа телевизија.
Значи, на добар пат е Електрани на Македонија и пред вас, но и со вашето доаѓање на чело на компанијата. Можеме да сумираме за нашите гледачи, електроенергетскиот систем е стабилен. Професионалноста си има своји граници. Понекогаш на шверцувањето им може да му се прогледа низ прсти, ама кога тоа се прави со намера и со организирани конвои, тогаш тоа не е ништо друго освен злоупотреба и нелегална трговија со вистината. Емисијата 360 степени овде завршува. Вие останете на Алсат, следува емисијата од областа на спортот, а ние повторно ќе се видиме в петок од 22:30. Пријатно!